Тајна Кан, звезда вечерница, бразилска приказна. Многу одамна, уште во времето кога луѓето од племето Каража не знаеле како се ора земјата, ниту пак умееле да одгледуваат пченка, ананас, маниоку и други жита, туку се хранеле само со шумски плодови и со дивечи риби, во едно семејство се живееле две сестри. Постарата се викала Имаеро, а помладата Денаке. Еднаш, доцна навечер, Имаеро погледна во звезденото небо и ја забележа големата звезда Тајна Кан. Звездата светеше со прекрасна нежна златеста светлина, па девојката не издржа и рече: "Татко, колку е прекрасна онаа звезда, колку би сакала да ја фатам и да си поиграм со неа." Таткото се насмеа на чудната желба на ќерка си и рече дека Тајна Кан е многу високо и дека никој не може да ја дофати. Сепак додаде: "Освен ако сама Тајна Кан не дојде кај тебе, бидејќи ја слушна твојата желба." И навистина доцна во ноќта, кога веќе сите цврсто спиеја, девојката почувствува како некој се приближува и легна покрај неа. Таа многу се исплаши и праша: "Кој си ти? Што сакаш од мене?" "Јас сум Тајна Кан, звездата вечерница. Слушнав дека ме викаш, па затоа дојдов. Сакаш ли да се омажиш за мене?" Имаеро запали оган во огништето и ги разводи домашните. Имаше и што и да види. Се покаже дека Тајна Кан е старец со избрчкано лице, а косата и брадата му беа бели како памук. Кога го здогледа на светлината што доаѓаше од огнот, Имаеро рече: "Не сакам ти да ми бидеш маж, ти си стари грд, а јас сакам убав и силен младич." Тајна Кан се растажи и почна да плаче. Тогаш Денаке, кој имаше добро и нежно срце, се сожали на кутриот старец и реши да го утеши. Таа му рече на татка си: "Татко, јас ке се омажам за овој човек." И така, тие се венчаа, а радоста на старецот беше навистина голема. По венчавката Тајна Кан и рече на својата жена Денаке: "Жено, јас морам да работам за да можеме да живееме. Ќе ја расчистам овде земјава и ќе посеам семе какво што племето Каража се уште не видело." Потоа тој се упати кон големата река Беракан, во тоа време така ја викале реката Арагуаја, и се обрати на реката изговарајќи некои зборови, па влезе во неа. А потоа стана и ги расшири нозете така што речната вода поминуваше меѓу нив. Реката течеше, а старецот од време на време се наведнуваше, брснувајќи ги рацете во брановите и вадеше полни грстови од семето што пловеше низ водата. Така реката му подари 2 грста пченка, грст маниока и други корисни растенија што племето Каража и ден денес ги одгледува. Тајна Кан се врати дома и рече на Денаке: "Одем да ја исечам шумата и да го подготвам местото за нивата. Но ти не гледај и не доаѓај да гледаш како работам. Остани дома и изготви нешто за јадење, за да можам да јадам кога ќе се вратам, да си ја вратам силата." Тајна Кан отиде, но долго време го немаше да се врати, па Денаке се исплаши и се загрижи. Мислеше дека можеби нејзиниот маж преморен паднал некаде. Се плашеше да не заспие пред тој да се врати, па реши да го прекрши ветувањето и крадешком тргна да го бара. Толку неочекувана среќа ја снајде. Наместо истоштениот старец, таа на ледината здогледа еден прекрасен младич, висок и снажен. Неговото тело беше ишарано со такви украси какви што дотогаш луѓето од племето Каража не виделе, а какви што денес носи секој младич од тоа племе. Денаке не можеше да издржи. Беше пресрекна, му притрчна и силно го прегрна. Потоа, блескајќи од среќа, го одведе дома да им го покаже на домашните. Тогаш постарата сестра Имаеро почна да изавидува на сестра си. Таа го посака за себе младичот кој беше маж на Денаке и му рече: "Ти си мој маж, ти дојде кај мене, а не кај Денаке." Но Тајна Кан ја одговори: "Денаке беше толку добра што се сожали и го прифати кутриот старец. Ти ме презираше, затоа ни јас не те сакам тебе. Денаке е мојата единствена животна сопатничка." Имаеро врескаше од завист и злоба, падна на земја и исчезна. На местото каде што падна се појави Урутау, црната птица која оттокаш секоја ноќ испушта продорни и жални крикови, од кои човек кога ќе ги слушне секогаш просто мора да стрепти. Така, луѓето од племето Каража од звездата Тајна Кан
Научија да одгледуваат пченка, маниока и друго овошје и други растенија за кои не знаеја порано.